Премиерот Заев не открива колку ќе ја чини Македонија прифаќањето на бегалците од Авганистан во време на економска и ковид криза. За влезот во така наречената мировна мисија, на која, како што вели, би требало да бидеме горди, поголем дел од трошоците ќе ги покриеле невладините организации и САД. Но државава ќе треба да ги сноси трошоците за превоз, ПСР тестови, вакцини и здравствени прегледи. До сега за се што е потврдено, трошковите ќе ги покријат соодветните организации, Соединетите американски држави во одреден дел невладените организации како НЕТ, како NDI, како Фондација Отворено општество, како ИРИ, како и другите кои што доаѓаат и така натаму. Но тоа не значи дека ако не треба ние да покриеме нешто, дека тоа ако треба нешто ние да покриеме, ние да ги покриеме. Додека голем дел од земјите од ЕУ кои имаат значително посилна економија од Македонија одбиваат да прифатат иселеници од Авганистан или прифаќаат само десетина, Македонија сама се понуди да прифати и повеќе од 1000 бегалци. Според Заев, тоа значи дека сме имале пошироко срце од другите. Веројатно заради тоа што имаме поголемо срце во моментот од сите други, заради тоа што чувствуваме поголема хуманост од сите други, веројатно заради тоа што нашиот регион поминал своје видни трауми во блиско минато, поблиско од другите земји, па знае колку е важна помошта кога може некој да ти подаде рака. Иселениците ќе добијат статус на времен престој од 90 дена, а како што рече премиерот, не значи дека тие треба цело време да бидат затворени во капацитетите. Надлежните зборувале и за нивниот безбедносен аспект и слободата на движење. Додека Македонија сама се нуди, други земји веќе воведуваат мерки за заштита на нивните граници. Грција ја изврши изградбата на ограда долга 40 километри на границата со Турција и поставила нов систем за надгледување со цел да се спречи мигрантски бран, како во 2015-тата. Председателот на Турција Ердоган изјави дека земјата нема намера да стане европско складиште на мигранти. И австрискиот канцелар Себастијан Курц истакна дека доволно лица биле примени со мигрантската криза.